Ниеден од опозицијските пратеници нема да ги поддржи уставните измени, велат извори за Алфа. Ова значи дека се неточни тврдењата на владаачката СДСМ дека власта и опозицијата се поблиску до договор отколку до избори. Истите извори велат утре најверојатно нема да се гласа за владиниот предлог за измена на уставот. Оти премиерот сака да остави простор во петок и во текот на викендот да се постигне некаков договор. Првото гласање би се случило евентуално во недела или почетокот на следната седмица. Ако ситуацијата остане вака, тоа значи дека преспанскиот договор нема реална иднина. Во прилог на тоа, говорат последните проценки за тоа колку би била успешна мисијата на Заев ако не успее во собрание преку изборен процес да обезбеди двотретинско мнозинство. Откако изборите првично излетаа како алтернатива од премиерот, црвен картон стигна од албанската опозиција, а за избори не е ниту партнерот во власта, ДУИ. Дополнително, после оставката на Кодзијас и грчката страна од приказната е неизвестна. Додека Заев очајно се обидува да најде мнозинство за зеленото копче, Ципрас го губи главниот играч во постигнувањето на договорот, а сериозно виси екзистенцијата на грчката влада. Со тоа и ратификацијата на договорот. И што сега? Македонските власти не ја коментираат оставката на Кодзијас, ама веруваат во успех на преспанската спогодба. Заев и Ципрас во телефонски разговор размениле оптимизам. Согласни се оти се работело за имплементација и стапување во сила на договорот. Неговам надеж дека утре парламентот ќе смогне сили, ќе се одважат и охрабрат претениците кои што пред се представници на граѓаните, а после тоа на политичките партии, ќе се исправат пред историската одговорност пред ова непропуслива шанса за Македонија конечно да дадат пас, потенцирам, на потврдување на потребата за отварање на уставни промени. Јас верувам, јас сум верник човек, некогаш и чудата се случуваат. Вие гледате, транспарентни сме до крај, дебатата е отворена. Позитивни тонови испраќа и македонскиот шеф на дипломатијата, Димитров. Му посака здравје и успех на Кодзијас во идните предизвици и му вети дека ќе продолжи со силна посветеност кон заокружување на историското решение. Од наша страна ние ќе продолжиме со силна посветеност кон заокружување на ова историско решение, заедно со останатите прогресивни и демократски сили во Скопје и Јатина. Но оптимизмот не ги брише фактите на терен, а тие не се во прилог на успешна имплементација на оваа спогодба со Грција.